Кога говоревме за царското свештенство, објаснивме што значи царство на свештеници и што сакал Господ со такво државно уредување да има неговиот народ на оваа земја. Тоа значише таква држава во која што Господ е цар, не смртник, не грешен човек, туку совршениот Господ, и кои се неговите најблиски министри или слуги во превод. Оние што служат во светилиштето. Бидејќи светилиштето, за тој таков цар, светилиштето беше што? Неговата палата, неговото седиште, таму каде што тој цар живее, како што и самиот поборал, уште во излез, направете ми светилиште, за да живеам помеѓу нив. За да Господ живее на земјата, како што и живееше во светињата над светињите со векови на оваа земја, се до времето на пророкот Јеремија. Сега ќе видиме на кој начин Израел ја расипа таа слика, тоа царско свештенство, таа Божја волја за неговото уредување државно, на кој начин ја расипа? На тој начин што побара, што? Цар да владае над нас, со која цел? Зошто? За да бидеме и ние резил како што се другите народи. Господ те избрал да бидеш свет, значи поинаков од другите, да бидеш поблагословен од другите, да бидеш пример за другите, да бидеш водач за другите, а ти сакаш да бидеш како и другите. Оваа грешка ја направи и адвентизмот на почетокот на 20. век. Тогаш Генерална конференција го одби Божиот план за реорганизација на црквата, што подразбираше децентрализација. Да не постои одбор на Генерална конференција, значи некоја централа, туку сите дивизии да се функционираат самостојно, а само да се собираат на собор, на годишните заседанија со делегати од цел свет. Но тој Божи план за децентрализација беше отфрлен и тогаш Елена Вајд со многу тажно срце изјавила 1903 година, или Инденската година, изјавила ке останеме или можеби ке останеме уште многу години во овој свет. Заради тоа. Да, и така и се случи. Од 1903 до 2019 уште 105-16 години останавме во овој свет. Во меѓувреме и светот и црквата тонат морално се пониско и пониско за овие 105-16 години. Но, знаете што конкретно, што друго беше отфрлено од страна на Генерална конференција на почетокот на 20. век? Божиот план за организација на здравственото дело. Тогашните адвентички доктори, Келог веќе беше отпаднат, од пред тоа, најпознатиот адвентички доктор. Но останатите се исплаши од Божиот план. И рекоа, ама, ако ние го прифатиме,
се плашеа дека другите доктори во Соединетите Американски држави и болници и здравствени институции нема да го прифатат и ќе не исклучат, пошто ако ние не го прифаќаме нивниот принцип, ако ние тераме независно по наше, ќе ни забранат да се занимаваме со лекарска професија, едноставно ќе не суспендираат. Знаете што им кажала Елена Вајд на тој страф? Од нивна страна, тоа потсеќа на израелското. Джинови живеат во ветената земја, не можеме да ја освоиме. Елена Вајд им кажала, прифатете го Божиот план и спроведете го на дело и другите, световните доктори, факултети, болници, ќе ве следат вас. Замислете каков предизвик. Постапете вие според Божјата волја, на адвентистите им го рекла тоа, на адвентистските доктори, лекари, постапете вие според Божјата волја и светот ќе ве следи вас, ќе ги следи вашите здравствени медицински принципи, а не вие нив. За жал, што се случи? Преовладеа стравот од джиновите, како и во Стариот Израел. Божиот план не беше прифатен и сега адвентистските болници, наместо да бидат лидери, ги следат световните болници. Многу од нив и во убивање на неродени бебиња во нивните институции. Да. Денес, значи, на тоа дередже сме паднати, што адвентистички болници ја кршат, а со тоа и адвентистичките унии, кои што под нивно покровителство функционираат, ја кршат шестата Божја заповед. Убиство. И затоа јас отворено ги повикувам сите адвентисти кои што живеат на подрачја и чии што местни цркви се на подрачје на такви унии, во кои што подрачја постојат адвентистички болници, кои што убиваат неродени бебиња и ја кршат шестата Божја заповед. Освен даровите што остануваат во местната црква, никакви други средства, ниту десетоци, ниту дарови да не даваат во тие унии, бидејќи ако го прават тоа, и тие се соучесници во кршењето на шестата Божја заповед, и за тој греф ќе треба да се кајат некој ден, за да им биде простен и да не го загубат вечниот живот. А има каде да го даваат, ако се прашуваат каде, дури и да не го даваат на никакви независни организации, проповедници, служби и така натаму, може да го праќаат во други унии, во други местни цркви. Особено ова важи за имигрантите кои што се од овие краишта иселени во Соединетите Американски држави или во други западни земји, каде што постојат такви болници. Интересно е што овој тажен момент од историјата на Божиот народ Господ го прорекол уште во Второзаконие или повторени закони или петта книга Мојсеева, 17-та глава. Ќе отвориме таму. Излез, односно се извинувам, Второзаконие, 17-та глава. Покрај другите наредби и покрај другите заповеди дадени во оваа глава, Господ, почнувајќи од 14 стих, го кажува следното. Второзаконие или повторени закони или пета книга Мојсеева, 17 глава, 14 стих, па читаме понатаму. Кога ќе влезеш во земјата која Господ твојот Бог ти ја дава и ја освоиш, значи, джиновите ќе бидат победени. Значи, доволно е само ова.
за да веруваш дека джиновите нема да бидат проблем. Значи, Господ ти ја дава и ти ќе ја освоиш. И се населиш во неја. И кога ќе си речеш, шо? Ќе си поставам цар, како другите соседни народи. Господ тоа го прорече. Уште преку Мојсей. Тогаш, постави си таков цар, кого Господ, твојот Бог, ќе го избере. Иако е греф тоа што ќе побараш земски цар, но ајде кога веќе сакаш и настојуваш и инсистираш на тоа, барем таков кој што Господ ќе го избере. Бидејќи ако вие го бирате, тешко вам. Вие ќе мислите дека ги бирате, но ќе ги бира некој позади, милиардер, кој што ги влече конците и медиумски, и политички оценка. Но народот ќе има илузија дека тој ја бира власта. Барем Господ да го избере. И тогаш е многу посигурно. Иако тоа не е, веќе тоа не е совршена работа. Земски цар. Штом побара Израел земски цар, тоа е веќе тешко отстапување од Божјата воља. Но барем Господ да го избере. Постави си цар од браќата своји. Не смееш да поставиш тугинец кој не е твој сонародник. И сега следи од 16-тиот 17-тиот стих, следи едно но. Но, што ќе се случи? Тој да не ги умножува коњите своји и да не праќа луѓе да купуваат во Египет, за да ги умножи коњите своји, бидејќи Господ ви рече, не обидувајте се да се вратите веќе по тој пат. Значи, не назад во Египет. Друго што? И да не ги намножува жените своји, за да не се разврати срцето негово и да не натрупува сребро и злато прекумерно. А што се случило во реалност? Токму тоа се случило. Зошто? Грешна човечка природа. Грешна човечка природа. Токму тоа се случило. И кога тоа се случувало, зошто Господ дозволил тоа да се случува? И често пати луѓето знаат да постават. Каков е тој Господ што дозволил Соломон да има волку жени, Давид да има волку жени и така. Затоа што народот бараше цар. Одиме сега во прва Самуилова книга, 8 глава. Прва книга Самуилова, 8 глава. Насловот на главата: Израелците бараат цар. 8 глава. Да. Тука се вели Самуил инаку не само што бил пророк, туку бил и последниот судија во Израел, истовремено. Знаеме, Самуил беше повикан како дете уште во времето на првосвещеникот Илија, кој што не знаеше да ги воспитува своите синови. Како проповедникот што го спомена сестра Сенета од проповедта. Луѓето не ја познаваат така и хуманизмот, марксизмот, исто така има погрешни. Жан-Жак Русо, например, напише цела една книга за воспитување на деца, врз база на хуманистички принципи, погрешно. Непознавање на човечката природа. Човечката природа е грешна и треба да се воспитува. Не можеш да ја оставиш така, со убаво. Ке се случи циркусот што го опише сестра Стенета од примерот со детето.
За жал, таков беше и првосвещеникот Илија, но Самуил беше повикан во тоа време како негов наследник и беше последниот судија во Израел. И сега 8 глава вели, ако кога Самуил остаре, ги постави своите синови за судии над Израел. Вториот стих ни вели, името на неговиот првороден син беше Јоил, а името на вториот син негов Авија, и тие беа судии во Вирсавеја. Третиот стих вели, но синовите негови не одеа по неговите патишта, туку се впуштија во користолюбие, земаа подароци, односно провизии во денешно време, мито, и судеа криво. Зошто судеа криво? Затоа што не знаат да судат право? Уставниот суд зошто кај нас не постои? Затоа што не знае да постои и да суди право? Туку затоа што се подкупливи. Или уценети на бил каков начин. Или како што рече еден белградски креационист на времето, забраните им на своите деца дека нема да добијат чоколадо, ако речат дека 2 и 2 се 4. Ако даваат точен одговор на прашањето колку се 2 и 2, нема да добиете никогаш чоколадо, ако се 4, 2 и 2. И тогаш ќе видите, значи за едно толку лесно прашање колку се 2 и 2, тогаш ќе видите дека се појават проблеми во пресметувањето. Зошто? Затоа што точно нека сите. И такви експерименти се правени. Знаете дека се правени такви експерименти? Имаше на телевизија еднаш, на National Geographic, мислам беше. Експерименти со деца. Како се однесува дете, и различни деца беа поставени во некои ситуации. Дури ги споредија децата со некое животно исто така. Не се сеќавам на деталите од тој пример, но темата беше каква е човечката природа. Не постапува сите деца исто, точно. Меѓутоа, оние што решаваат да постапат исправно и покрај митото или забраната, митото или уцената, беа малцинство. Трагично, значи многу малку во однос на останатите. За жал и Самуил не бил како Авраам. Не бил таков водач кој што знае да произведе и синови и внуци кои што ќе одат по Господовите патишта. Затоа Аврам беше избран. Не затоа што не постоја други верни луѓе во негово време. Туку затоа што самиот Господ рече, бидејќи знам дека тој ќе ги воспита и своите синови и од другите после него да одат по моите патишта. И сега, корупцијата на Самуиловите синови беше повод израелците да се соберат. 4 стих вели, тогаш се собраа сите старешини Израелови, дојдоа кај Самуил во Рама, или денешна Рамала, или новозаветната Ариматеја, и му рекоа, 5 стих, ете ти остаре, а синовите твои не одат по твоите патишта. Затоа постави ни цар, кој ќе ни суди, како што е кај другите народи. А што, кај другите народи нема мито и корупција? Кај другите народи царевите одат по господовите патишта? Или кога една банда ја обвинува другата банда дека краде, тоа е затоа што кога оваа ќе сака да дојде на власт, таа ќе биде честна и услужлива на народот. И сега на вакви идиотски глупави приказни, ние сме повикани да веруваме. А да не му веруваме на Господа, нашиот Бог.
Овие зборови не му беа пријатни на Самуил, вели 6 стих. Кога рекоа: дај ни цар кој ќе ни суди. И Самуил му се помоли на Господ. И сега интересно. А Господ му рече на Самуил: послушај го гласот на народот. Ете кои зборови. Вокс попули. Гласот на народот. Значи, во овој случај Господ му советува на Самуил да постапи демократски. Послушај го гласот на народот за се што ти говорат. Зошто? Зашто тие не те отфрлија тебе, туку ме отфрлија мене, за да не царувам над нив. Значи, не се лути ти, Самуил, што овие бараат цар. Самуил не му бе пријатни. Зошто не му бе пријатни овие зборови? Па затоа што, значи, нема он, нема неговите синови да бидат, туку ќе биде сега некој друг. Но не е тоа проблемот. Проблемот не е зошто нема да биде овој, а ќе биде некој друг, туку проблемот е што нема да биде Господ. Тоа е проблемот. А дали ќе биде шимпанзо или орангутан, тоа не е битно. Битно е дали Господ не води. И дали го имаме Божиот благослов. Понатаму вели во 8 стих: како што постапуваа со мене, значи со Господ, од оној ден кога ги изведов од Египет до денес, кога ме оставија и почнаа да им служат на други богови, така постапуваат и со тебе. Затоа сега послушај го гласот нивни, само свечено опомени ги и објави им ги правата на царот, што ќе царува над нив. Со други зборови, иако Господ дозволил на барање на народот земски цар, и од тогаш почнува периодот на царевите во Израел. Па дури ги имаме и тие книги што се нарекуваат така, прва и втора книга на царевите. Прво го имаме обединетото или единственото царство во времето на првите 3 цара, Саул, Давид и Соломон, а во времето на 4-тиот Соломоновиот син Ровоам настанува поделба на царството и тогаш ќе видиме друг пат, ќе се подсетиме поточно, бидејќи знаеме зошто ќе се случи поделбата на царството во времето на царувањето на Ровоам, Соломоновиот син. И до 722 година, значи уште цели 250 години, потоа до одењето на Северното царство во асирско робство, ќе постојат тие две паралелни царства. Северното царство наречено Израел, само северното ќе се вика Израел, а јужното ќе се вика Јуда, или подоцна Јудеја во грчко-римско време. Кога ќе замине во асирско робство Северното царство, заради сиот отпад и беззаконие, ќе остане само Јужното Јудино царство, само 2 племења, бидејќи 10 племења од Израел ќе отидат во робство и ќе се помешаат со други незнабожички народи. А и овие јужниве, кои ќе отпаднат од вестината, ќе отидат во Вавилонско робство. Трагична историја на Божиот народ од времето кога побарал цар и сакал да има цар кој што ќе владее над него. Значи, не било сеедно, но сепак, иако Израел побарал земски цар, грешник и смртен човек да им биде цар, државата продолжила да биде теократска,
затоа што Господ ја задржал законодавната власт. Значи, законот што бил даден преку Мојсе, тоа е законот на државата. Не, вие мајмуните да измислувате ваши закони какви што сакате. И која друга власт? Значи, во законот, значи, и закон за царот. Значи, и царот да биде подложен на правила како ќе се однесува. Да ги прочитаме само за денес тие правила, а потоа ќе продолжиме крајот на месецот, 25. мај, ако даде Господ живот и здравје, со Божјото царство. И Самуил им ги соопшти сите тие зборови Господови на народот, кој бараше од него цар, и рече: еве какви ќе бидат правата на царот што ќе царува над вас. Се внимавајте. Тој ќе ги зема синовите ваши и ќе ги прави што? Своји колари и своји конјаници, и тие ќе одат пред колите негови. И ќе се ги назначува за заповедници над 1000 и заповедници над 50 мина, и ќе ги постави да му ги обработуваат нивите, да го жнеат житото. Кој да го прави се тоа? Вашите синови, нивата на царот. Зошто царот да не ора својата нива? Сте виделе цар кој што ора? Петар Велики во Русија да копаше и затоа што се угледа на протестантите, се заљуби во протестантизмот и сакаше не беше цар тој, сакаше таа реформација да ја во Русија да ја спроведе, ама не успеа, за жал. Да, само че Гевар не беше цар, зборим за цар. Беше лекар. Мислам од истиот град Розарио, како Хорхе. Се разбира. Па баравте цар, тоа е работата. И тоа баравте за да бидете како другите народи. Кај другите народи сте виделе царот да ора и да копа. Тоа е тоа. Друго, што прават царевите кај другите народи, а што сега и вашиот ќе го прави, бидејќи сакавте да личите на другите народи. Не го доврши 12 стих. Да му прават војничко оружје и се што е потребно за колите негови. Ке ги зема керките ваши, сега синовите. Керките сега ке ги зема ваши. Зашо? За да прават миризливи масла, да готват јадења и да печат леп. Се разбира, не за да прави харем со нив, тоа го забрани Господ во Второзаконие што читавме, меѓутоа тоа и се случи. Земските цареви, конкретно Соломон во својот отпад, но не само он, го правеше и тоа што Господ го забрани царот да не го прави. Ке ви ги зема најдобрите ваши ниви, лозија и маслинови градини и ќе им ги дава на слугите своји. Ке зема 10 од посевите ваши, значи не 10 за Господа, туку 10 данок за него, друг 10. Односно, со се 10 за сиромашните, веќе имаше 2 пропишано во Мојсеевиот закон, значи ова ќе биде трет 10. Значи вкупно 30%. Ако се соберат сите десетоци. И ќе им ги дава на евнусите своји и на слугите своји. Ќе ги зема робовите ваши и робинките ваши, најдобрите момци ваши и магариња ваши и ќе ги потребува за своја работа. Ќе зема 10 од вашиот ситен добиток, а вие самите ќе му бидете робови. Тоа е дефиниција за цар. Тој е господарот, а сите други се и гроф да бидеш, и принцеза да бидеш, и жена да си му, сите други му се поданици на царот. Така е, така било и така е. Тоа е дефиниција. Осумнаести стих. А еден ден, кога ќе заовкате од царот свој, што самите сте си го избрале,
Господ нема да ви одговори тогаш. Но народот не сакаше да го послуша гласот на Самуил и рече: не, нека има цар над нас. Британците сакаат да искочат од Европска унија. Швајцарците и норвежаните за луда глава не сакаат да влезат во неа. Не, постојано, и двете партии кај нас, постојано, наша алтернатива друга не постои. Ние мора да влеземе во оној воз, во онаа композиција, каде што првите вагони негови веќе одат во амбис. Господ ги предупреди однапред што ќе се случува. Не, нека има цар над нас. И ние ќе бидеме како другите народи, ќе ни суди нашиот цар. И ќе оди пред нас и ќе ги води нашите војни. И Самуил, како ги изслуша тие зборови на народот, му ги кажа на Господ. И Господ му рече на Самуил: послушај го гласот нивни и постави им цар. И Самуил им рече на израелците: нека се оди секој во својот град. Соборот се распушти, делегатите се вратија сите во своите градови, во своите села, и беше удоволена желбата на народот да има цар. За прв цар беше избран Саул од најмалото Венијаминовото племе, од каде што и апостол Павле и именјакот негов. Шаул или Савле. Не случајно Господ го избра царот од најмалото племе. Сакаше и понатаму да ги воспитува израелците дека силата не е во луѓето, не е во бројката, во големината. Но, истовремено, Саул имаше и такви карактеристики кои што му беа омилени на народот. Како е опишан Саул, се сеќавате? Физички како е опишан Саул? Во следната 9 глава, висок се вели, само да го најдеме тука стихот, ова не им беше во план да го споменувам, маде кога веќе ми дојде на ум. Само да го најдем, да, вториот стих. Следната глава, 9-та, од 1 Самуилова, вториот стих. Зборувајќи за татко му, значи, Кис. Да, вториот стих. Тој имаше син по име Саул, млад и убав. Згоден на наш јазик, да. Никој од израелците не беше поубав од него. Знаете, имате желба да Господ ви прикаже на филм како изгледал Саул? Како Елена Вајчето го видела, еден куп други сцени од библиската историја. Точно, да. Никој од израелците не беше поубав од него и плюс, а и за глава тој беше повисок од сите луѓе. И замислите кога израелците го видеа првиот нивен цар. Беки Господ го задржа правото дека тој ќе го избере, не народот на гласање. И кога Господ им го представи првиот цар, како реагираше народот? Што мислите? Најубавиот израелец, најмажествениот, највисокиот од сите. Како реагирал народот? Можеме да се замислиме како реагирал народот. Восхитувачки. Воодушевувачки. Исполнети со гордост. Што ќе се случува понатаму? Ќе оставиме за друг пат, реков, за крајот на месецот.
Откако брат Павле ќе ни послужи следните 2 саботи, ако даде Господ живот и здравие, му посакуваме среќен пат и среќно пристигнување овдека. А и сите вам, Господ да не води и чува во остаткот од саботниот ден и остаткот и во целата наредна седмица, да ги подготвиме нашите срца и нашите мисли за пораката која што тој ќе сака да ни ја испрати преку братот Паул. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.